44-та недела, октомври и ноември, игра со времето, конјункција на Венера и Марс. Додека го гледате ова, во наредните 10 минути ќе поминате 18.000 километри. Од почетокот на годината поминавме 77 милиони километри. Сега сме овде и ќе стигнеме до краткоденицата за 7 недели. Во сабота во 3 часот ноќе ќе ги вратиме стрелките на 2 часот, бидејќи се враќаме на зимското време. Ги враќаме часовниците наназад, па во недела наутро ќе спиеме подолго. Зошто? Во текот на летните месеци ни кажуваат: станете, веќе е 8 часот, а сонцето се уште беше на 7 часот. На летното време часовниците брзаат во однос на сонцето. Со летното време како да сме отишли 1000 километри на исток. Парижаните се наоѓаат во временската зона на Истанбул. Во лето го менуваме времето и порано го гасиме светлото за да заштедиме. Во летните вечери ни кажуваат: 10 часот, време е за спиење, а сонцето е се уште на 9 часот. Последниот викенд во октомври се враќаме во вистинската земјина ротација, се враќаме во вистинската временска зона, кога часовниците го покажуваат помалку или повеќе реалното време. Зошто помалку или повеќе? Секоја минута земјата свртува различен меридијан на кај сонцето. Секој град има различно локално време. Низ историјата тоа на никој не му сметало, се додека луѓето не почнале да праќаат телеграми и да телефонираат. Тогаш морале да се договорат колку е часот. Земјата се свртува еднаш за 24 часови или 15 степени за 1 час. Затоа ја поделивме земјата на 24 часовни зони од по 15 степени. Тоа е аголот кој сонцето ќе го смени за 1 час. Сите места во една временска зона го користат истото време. Меѓутоа зоните од 15 степени не решиле се. Со цел да ја задржат комуникацијата, некои земји ги проширија зоните и направија вештачко време кое опфаќа повеќе зони. Прага, Париз, Мадрид и Варшава се во 3 зони, а имаат исто време. Сонцето го поминува прашкиот меридијан напладне и во Прага е 12 часот. На сонцето му е потребно скоро час време да стигне до Париз, но часовниците во Париз тогаш не покажуваат 12 часот, туку скоро 13 часот. Тоа е прашкото време, а париското е 1 час пред ротацијата на земјата. Каде почнува и завршува земјиното годишно патување? Во 16-тиот век кралицата на Франција одлучила дека новата година почнува на 1 јануари, но тој датум е произволен. Одлична нова година би било на 21 јуни, датумот на долгоденицата. Англискиот праисториски споменик Стоунхендж го покажува изгревот на сонцето на денот на летната долгоденица. Пролетната рамноденица е уште една практична нова година. Тоа е почетната точка за сите астрономски пресметки. Папите и кралевите секогаш биле многу помоќни од научниците. 1 јануари е компромис помеѓу паганскиот празник, краткоденицата на 21 декември, Христовото раѓање на 25 декември и првиот ден од еден месец во римскиот календар. Римскиот календар не почнува со јануари, туку со март. И затоа месеците се погрешно нумерирани. Септември значи 7 месец, но сега е 9. Ноември значи 9 месец, но сега е 11. Декември значи 10 месец, но сега е 12. На своето годишно патување не одиме секогаш со истата брзина. Кога земјата е поблиску до сонцето, се движи побрзо. А кога е подалеку од сонцето, малку забавува. Овој викенд земјата највеќе ќе забави на патот околу сонцето. И вие може да го видите тоа. Најдете некој ориентир и означете каде се наоѓа сонцето во однос на некоја точка на хоризонтот.
За време на краткоденицата сонцето заоѓа овде. За време на долгоденицата заоѓа овде. Секоја година деновите стануваат подолги, а потоа повторно пократки. Сонцето се враќа и пролетните заоѓања се совпаѓаат со есенските. На денот на пролетната рамноденица сонцето заоѓа тука во 20 часот. На денот на есенската рамноденица исто така заоѓа тука во 20 часот, но пред и по рамнодениците се случува нешто различно. 6 недели пред пролетната рамноденица заоѓа овде во 19 часот, а денес 6 недели после есенската рамноденица сонцето заоѓа на истото место, но дали во истото време? Не, за половина час порано, во 18:30 часот. Зошто на истото место, а не во исто време? Затоа што на есен земјата доцни, така што сонцето поранува. Сонцето заоѓа на истото место каде и напролет, но за половина час порано од очекуваното време. Понекогаш како во есента во 1997 година Венера и Марс се приближуваат додека не дојдат во линија. Како Венера, Земјата и Марс доаѓаат во линија? 2 месеци порано Земјата беше овде, Венера тука, а Марс таму. Земјата и тие две планети го продолжуваат патот. Гледате дека аголот помеѓу Венера и Марс се смалува, така доаѓаат во иста линија во конјункција. Планетите продолжуваат понатаму и Венера поминува од другата страна на Марс. После 2 месеци имаме втора конјункција на Венера и Марс. Што е тоа таму горе лево? Тоа е Јупитер. Јупитер е далечна планета и се движи многу бавно. Бидејќи Венера, Земјата и Марс имаат орбити кои се поблиску до Сонцето, Јупитер лесно патува во иста линија со Марс. Тие планети се многу далеку, само нас ни се причинува дека се блиску.